Во следите неделното интервју на Слободна Европа во него гостин е вице-премиерот за рамковниот договор Муса Џафери. Господине Џафери, со коалицијскиот партнер лесно се договоривте за предвремени избори, откако ВМРО ДПМН не ја прифати вашата иницијатива за консензуален претседател. Пред повеќе месеци во јавноста се тврдеше дека ова е ваша заедничка игра како алиби за предвремени избори. Прво сакам да кажувам дека нашиот менталитет навикна на тоа дека се што ќе биде некој предлог политички е некоја конспирација и личи на некоја игра. Мислам дека тука е во прашање многу легитимен став, политички став од наша партија за избирање на претседател на држава преку некој компромис, договор или консензуален кандидат. Времето ќе покаже дека тоа не била никаква игра, тие биле легитимни, оригинални ставови на партиите, во овој случај на наша партија, за консензуален претседател на државата. Зошто не стапивте со имиња во јавноста за тоа кој би можело да биде консензуален претседател? Прво, најбитно е моделот, концептот. Во втора фаза, во случај ако имале политичките партии таков договор за моделот, тогаш тоа ќе беше најлесното кој е профилот или кој би бил кандидатот кој може да биде представник или да ја представува идејата како консензуален претседател. Тоа ние не сакавме и не сакаме да ја персонализираме, што не би било вред или не е тоа целта на идејата. Многу албанци интелектуалци изјавија во јавноста дека кандидатот на СДСМ Пендаровски би бил прифатлив консензуален кандидат. Тие се мислења од интелектуалци или јавно мислење што демократски е вред, дека треба тоа да се тестира во јавноста, што би значило и што мисли јавноста, професори, политички субјекти, функционери, невладини организации. Тоа ќе се докаже при избориве кој е поприфатлив, али тоа е сосема друг пристап кога се оди на избори. Нашата цел или нашата идеја беше дали може преку консензус да се најде моделот за претседател на држава кој релативно речено може да ги представи сите граѓани во функција претседател на државата. Може ли се заеднички комбинации и интереси со СДСМ во вториот круг од претседателските избори? Нашиот став е многу јасен. Пошто немаше досега, не постигнавме некој договор или согласност за нашиот модел, ние сериозно немаме кандидат, пошто гледаме дека тоа нема да успева. Праксата докажа досега дека албанците преку нивни кандидати не успеват да влезат евентуално во финале, во вториот круг, и мислиме дека тоа не е профитабилно или нема да значи ако ние се надпреваруваме во таа прва игра со кандидат од партиски редови. Дали по претседателските и предвремените парламентарни избори почнува вистинска политичка криза ако победи кандидатот на ВМРО ДПМН Иванов, кој што, како што смета вашата партија, е неприфатлив за албанците? Јас не би се согласил дека со тоа може да се влезе во криза. Далеко е од тоа. Ние имаме наш многу транспарентен став за функцијата претседател на држава или за моделот консенсуален. Граѓаните ќе докажат дека кој кандидат ќе се избере преку изборите, што шпекулативно би било дека кој ќе биде поприфатлив. Јас очекувам по наша пракса дека партиските гласачи ќе одлучат кој ќе биде идниот претседател на државата.
Дали е вообичаено владини партнери да се спротивстават остро и етнички? Дали не сметате дека на таков начин се нарушуваат меѓуетничките односи што влие и врз безбедноста на државата? Или тоа е најлесниот начин да се добијат гласовите? Секоја партија има и одговорност према граѓаните и гласачите да ги представи нивните барања, модели, платформи. Во тој правец и ние многу транспарентно и на време ја доставивме овој модел, овој концепт, мислејќи и има многу аргументи дека тоа ќе им оди во интерес на цела држава. Тргнувајќи од многу аргументи, кои функции ги има писателот во уставот, што може да придонесува, во кои моменти, мислам историски, би можел да биде писател на држава некој друг кандидат кој не е од етничка заедница македонци, што би тоа значило и дали би тоа би бил во корист во внатрешна кохезија, стабилноста и имиџот на државата надвор, која ќе игра многу битна улога во стабилноста, мислам вака во целокупната стабилноста на државата, кога ние ги надминевме сите тие предрасуди и може и албанец и турчин да ја представи државата како председател на државата. Ако сте незадоволни од соработката со ВМРО-ДПМН, дали повторно би коалицирале со истиот коалициски партнер ако победи на изборите? Прво основно правило е дека при избори гласачите треба да одлучуваат кој ќе добива легитимитет. Тоа се добива преку програми, преку таа што ќе нудиме пред гласачиве. Отпосле тоа не се избира преку емоции, дека ние треба да од напред да ја преюдицираме кој ќе биде кои ќе бидат партиите на кои ќе ја состават власта. Мислеше дека тоа е демократско право на граѓаните да гласат за програмите на партиите и тогаш преку тоа се добива легитимитетот да се разговара и преговара како ќе биде идната програма на идниот состав на владата, не преку други мислам начини дека кој со кого по-добро комуницира. Како гледате на спроведувањето на рамковниот договор пред новите избори? Мислам не бил и не уште мал предизвик за Република Македонија за тој пресврт да се поддржува како документ, почнувајќи од тоа дека например втората заедница треба да се представува во сите органи на државната власт. Што со тоа сакам да кажам дали како отворено прашање или како прашање за расправа, дали тоа како уставен амандман гарантира или овозможува да се представува втората најголема заедница во Република Македонија и во функција на председател на државата и кој би бил начинот, методологијата преку кој модел би можело да се оди, што е многу правно, уставно и легитимно право. Тргнувајќи од тоа дека предизвикот како се донесе рамковниот политички договор и во кои околности почнува да се имплементира, политички треба да бидеме задоволни за трендот. Од друг пристап дека остануваат уште многу важни работи кои треба зависно од динамиката да се исполнуваат во иднина заради тоа што е тоа во интерес на сите граѓани, не само на една етничка заедница која на жалост до сега доминира како перцепција. Ви благодарам на разговорот. Го следевте неделното интервју на Слободна Европа. До гледање.